се свати обимот на согласување на атомската структура на јазикот. Така. Например, во нашиот современ македонски јазик и во дијалектите на нашиот современ македонски јазик има 26 согласки и активни се 5 самогласки. Согласките се доминантни во јазикот и тие се најчврстите елементи на јазикот. Ние ги најдовме на каменото од Розета сите 26 согласки. Вие веројатно се сеќавате во онија, можда просто сте млади, не памтите, после 45-та, после кодифицирањето на нашиот македонски јазик, имаше многу забелешки како сме позајмиле, многу согласки, многу знаци од српската азбука, од бугарската не сме взеле од бугарската, али ја можам денес да кажам дека Блаже Коневски бил во такви детали го познавал македонскиот јазик, да ги потрефил сите 26 согласки кои ние денес ги најдуваме на каменото од Розета. Да. И тоа оние карактеристични за македонскиот јазик. Например, З и Дз, Л и Л, Н и Њ, К и Ќ, Г и Ѓ, кои мислевме дека Л и Л, тоа е Л е од српскиот, Њ е од српскиот, Ѓ и Ќ кој знае од каде, Дз тоа го нема никаде сега по македонскиот јазик. Да, Замислите, не може случајно да се деси 26 согласки да се совпаѓат на каменото од Розета со нашиот македонски јазик. Так. Тоа е во екзактните науки, тоа не може случајно да се деси, тоа може само да биде да има некоја генетска врска меѓу двата јазика, а таа генетска врска е дека со тој јазик зборувале нашите предци. Ако нешто не може да се изгуби тоа јазикот, ако нешто си има свој континуитет, најотпорен вака на сите влијанија тоа е јазикот и потоа обичаите, етнологијата и така натаму. Тоа е сега второстепено усогласување, оно сега што мојот колега почна да зборува, а тоа е сега граматичките правила. Тоа е веќе понатамошно потврдување. Поред релативно голем број на зборови кои ја ги викам живи зборови, кои се уште можеме да ги сретнеме. Идентификувавте повеќе од 160 такви зборови кои се уште... Сега сме, тоа беше пред 2 години, сега сме околу 350. Така, веројатно стар текст сум прочитала пред емисијава. Не, тоа е првишниот текст тоа. Тоа е 160, точно, во право сте. Во првишниот текст, тука сме некаде сме околу 350. Околу 350 зборови, да. кои го имаат истото значење и во денешниот современ македонски јазик. Тоа е еден... Па некогаш го имаат истото директно значење, некогаш откриваме некои зборови кои што малку се понеразбирливи, а потоа ги откриваме во дијалектите. Так. Ги има некаде во дијалектите. Видите дека почна да ви се јавуваат и луѓе со вака заборавени зборови од дијалект некој во Македонија, за не заборавени зборови кои што се употребуваат во, да речеме, мали средини, во некои села, кои што треба да се забележуваат, кои што можеби се на пат да исчезнат и така натаму. А кои што пак кажуваат за, да речеме, некои озвучувања кои што ние ги направивме, односно по пат на тие озвучувања дојдовме до резултати. Так. Да речеме, тоа е многу интересно. Ова што го правите, целиот овој проект што сте го започнале, верувам дека секој ден се повеќе ја носите на своите плеќи тежината од откритието и од грандиозноста, од практично од тоа што всушност ова значи. Бидејќи прво што знае да ни кажат кај ви е јазикот, го немате јазикот, ако немате јазик, вие не сте биле народ, вие не сте биле нели колективитет, не сте биле нешто што треба да има континуитет и до ден денешен. Ова вашево е само потврда и на дури на тие таквите, дека еве дури иако таква забелешка имавте, сега веќе не држи. Видите, ние на почетокот не сакавме да се занимаваме и да се впуштаме во онија последиците, односно во онака колатерална, модерно кажа, колатерална штета на нашето откритие. Али колатералната штета е сега во последно време многу актуелна, посебно на историјата, на јазикот, на
и на многу други проблеми. Ние сакаме прво да нашата методологија добие верификација и да одредени констатации станат јасни, а тие констатации беа многу едноставни. Прво, дека средниот текст на каменот Розета е напишан на писмото, со писмо и на јазикот на античките македонци. Не е важно каков е тој јазик, не е важно како е тоа писмо, него дека нормално владетелите Птолемеите, кои се мора да се прифати дека и тоа науката го прифаќа, дека се по потекло од Балканот, на Птолемаида е на 50 км од Битола, од Хераклеја, уште таму се ископините, и сега се вика Птолемаида. Значи, нормално дека тој јазик има 12 другари на Александар и нели затоа има дека тој јазик има балканско потекло, дека не е тој египетски, не е африкански, нити азиски, него има балканско потекло. Тоа беше првата констатација која треба на светско ниво да се одомаќи и да се прифати. Односно тоа со прости зборови вели дека античките македонци не биле неписмени на својот мајчин јазик, како може една нација која усвоила тогашниот цел свет, владеала со него 300 години, изградила најчувената библиотека во сите времиња на светот, Александриската библиотека, да биде неписмен на својот јазик. Видите колку е тоа е аксиоматичко да ние сакаме да кажеме дека белото е бело, црното е црно, дека античките македонци биле писмени. Тука се уште немаме никаква аспирација дека имаме ние некоја врска со нив. Тоа беше почетната идеја. Зошто беше проблем толку да го докажеме сето тоа додека вие не се зафативте со оваа работа? Што мислите? Добро, ајде, Александриската библиотека изгорела, не знам, немаме артефакти, никои пишани документи кои се обидувавме да ги доведеме на некој Затоа што не требаше тоа никој друг да ни го реши, требаше ние сами македонците да го решиме, во тоа е проблемот. Тоа е вистинскиот одговор, академиче. Ние дојдовме држава дури 1945 како република, односно 92 како независна држава, али ние се уште имаме едно големо бреме на нашите истории ги пишувале секој пат нашите комшии, а нашите комшии како што знаеме не сакат баш многу, не ни се многу наклонети, не обвинува дека ние им ја крадеме нивната историја и други забелешки. Затоа ние нашите корени ги баравме во длабоката антика, каде што не можат нашите соседи да ни оспоруваат, што во тоа време не постоеле ните имиња на Балканот, него постоеле старите балкански народи. Едини ние го задржавме името Македонија и македонци од сите стари балкански народи, а понатамошните резултати покажа и нешто повеќе. Ние кога тргнавме во оваа авантура, да речеме, нормално не знаевме ништо што ќе излезе од сето тоа. После скоро 10 годишна работа излегува така убедливи докази за нашата генетска наследност на античките македонци преку јазикот, да веќе можеме да дебатираме со било кој експерт кој досега се бавел со проучување на каменот од Розета. А такви во светот има многу. Има многу, затоа и говори актуелноста на проблематиката врзана со каменот од Розета. Ево, секој кој може да иде преку Google, на интернет, преку да ја бара Розета Стон, преку тој термин, ќе дојде до некаде 3,74 милиони линкови, значи негде 4 милиони народ, луѓе седнале, нешто напишале за каменот од Розета, користеле тој термин. Да, практично нивото што или интересот што може да го предизвика еден таков текстуален артефакт од тоа време. Вие со вашата интелектуална авантура ми се чини дека го надополнивте тоа празно место во мозаикот наречен македонска реалност како последица на македонската историја и македонското можеби
не спознание доволно. Меѓутоа, еве